Медицински сестри наместо акушерки породуваат во болниците во Македонија. Лекарската фела предупредува дека меѓу кадрите од здравствени струки кои недостигаат се и акушерките кои подобар живот и работа си бараат во Германија, Хрватска, Словенија, Австралија, Нов Зеланд. Колку е алармантна состојбата покажуваат бројките. Во 2004 година во Македонија имало 1180 акушерки, а во 2022 во родилните сали работеле 237 акушерки. Тоа што го нудат овие земји покрај финансиската сатисфакција и достоинството со кое работите професијата, ваше препознавање и признавање како професионалец кој е соодветно едуциран да ја доведе до крај некомплицираната бременост. Акушерките во Европската Унија уживаат почит, пред се од гинеколозите кои се растеретени од грижата за нормалните бременности, имаат доволно време, своето знаење, едукација и вештини да ги посветат на комплицираните бременности и научно-истражувачка дејност. Уште една причина зошто има недостиг на акушерки е образовниот систем. Проблемот настанал во 1995 година, кога надлежните следејќи ги директивите на Европската Унија ја укинале струката за акушерки на ниво на средно училиште, иако требало да останат доследни на секторските директиви за едукација на акушерки на ниво на факултет. Тие вовеле само неколку типови на образовни системи во средните стручни училишта, при тоа експериментирајќи со образованието. Недостигот на акушерки се продлабочува бидејќи во минатото едукацијата на акушерките беше на секои 3 до 4 години, така да оваа година имаше поголем одлив во смисол на пензионирање. Недостигот се создава со години систематично и тоа пред се должи на медикализација на породувањето, се поголемиот број на царски резови, приватизација на примарната здравствена заштита и несоодветниот образовен систем. Лошите политики според упатените придонесоа работодавачите да ја загубат довербата во компетентноста на акушерките и нивните вештини за самостојно да го водат спонтаното нормално породување. Па сега секое породување мора да биде под надзор на гинеколог. До 2000 година акушерките сами правеа триажа на прием и носеа одлуки за начинот на породување. Гинекологот се повикуваше само при компликации.